Спортски поздрав, почитувани. Направете пауза од се што ве окупира. Нека ве рекреираат најновите содржини на специјализираната емисија за кошарка Time Out. Почнуваме веднаш. Доколку наидете на кошаркарска фраза која не е на вашиот јазик кој што го говорите, не е на македонски, туку на англиски, тогаш на вистинско место сте. Останете со нашата рубрика Кошаркарска абецеда и открите што значат дел од кошаркарските фрази често употребувани во кошаркарскиот свет. Асистент коуч, помошен тренер. Помошник кој на главниот тренер му асистира во одржувањето на тактичките, технички и физички подготовки на играчите. Average, просечна вредност на статистичките податоци за играчот. Се однесува на просек на постигнати поени по надпревар, направени асистенции, скокови, рампи или слободни фрлања. Но, покрај позитивни статистички податоци има и негативни, како на пример статистички просек на изгубени топки, лични грешки и друго. Статистиката е преглед на просечните вредности на секој играч, а од неодамна беше воведена и во младинските категории и надпреварување во Македонската кошаркарска федерација, поради полесна селекција на играчи со највисоки просечни вредности на елементите во позитивна смисла. Big board, таблата на кошот на која е прицрстен обрачот. Некогаш, например, на почетокот, кога била создадена кошарката, воопшто и не постоела табла, впрочем ниту обрач, туку топката била уфрлана во корпа, кош, англиски баскет, од каде всушност и потекнува името на овој денес најатрактивен спорт во светот. Во хронодриблинг патуваме низ времето. Запираме во моменти кај личности кои за секогаш ја одбележале кошаркарската историја. Майкл Џордан, роден 17 февруари 1963 година во Бруклин, Њу Јорк. Висок 198 cm, позиција бек шутер. Најпознат клуб Чикаго Булс. Майкл Џефри Џордан е пензиониран американски НБА кошаркар, активен бизнисмен и собственик на НБА тимот Шарлот Бобкетс. Џордан важи за еден од најдобрите НБА играчи на сите времиња и играч кој ја има популаризирано НБА лигата на широко во светот во 80-тите и 90-тите години на 20-тиот век. Во 1984-та Џордан станува дел од тимот на Чикаго Булс, а многу скоро се наметнува како звезда во лигата, импресионирајќи ја публиката со своите поени и забивања од линијата за слобода. Со учество во надпреварот во забивања, Џордан го добива прекарот воздушен Џордан или Air Џордан. Исто така важи за еден од најдобрите одбранбени играчи во кошарката. Во 1991 година Џордан ја освојува неговата прва НБА титула со тимот на Булси и следните две сезони една по друга го освојува исто така со тимот на Булси. Привремено заминува во пензија 2 години, за потоа наредните 3 сезони од 1996 до 1998 шампионскиот трофеј да му припадне нему и на тимот на Чикаго Булс. Според многумина, Майкл Џордан е најдобриот НБА играч на сите времиња, зашто говорат 6 шампионски прстени, неговите 5 MVP награди за најкорисен играч на сезоната, 6 MVP награди за најкорисен играч на НБА финалето, 10 шампионски титули за најдобар стрелец, како и 14 НБА All-Star настапи. Во кариерата постигнал вкупно 32.292 поени и се наоѓа на третото место на вечната листа на стрелци во НБА лигата. Од 2009 година е член на куќата на славните во Спрингфилд. Тейшон Принц,
Роден 28 февруари 1980 во Комптон, Калифорнија. Висок 206 cm. Позиција крило, моментен клуб Мемфис Гризлис. Тейшон Дурел Принс е американски професионален кошаркар кој игра во НБА лигата. Принс е познат по неговите исклучително долги раце кои го прават одличен дефанзивен играч. Беше дел од шампионскиот тим на Детройт во 2004 кога заедно со Чонси Билапс, Ричард Хамилтон, Рашид Валас и Бен Валас ја освоија титулата НБА шампион. Момент за паметење од неговата кариера е така наречената рампа, една од најдобрите рампи во историјата на НБА, кога Принс го блокираше остарениот Реджи Милер одназад, прицврстувајќи ја топката за таблата. Принс беше почестен со селекција во американската репрезентација за летните олимписки игри 2008 во Лондон. Паузата за полувреме во тайм-аут ја користиме за сите новости кои се случуваа на кошаркарската сцена во Крива Паланка. Не пропуштете да ги дознаете. I'ma bring it home when it's over. And I feel bad for checking me. Past and ahead of B, that you can never be. All about the W, like after the letter V. They say they win, but I ain't heard of them cats. And since we talking about a winner, I am certainly that. Hey, came to play, but now I'm turning them back. The boys low, I'm where retired jerseys be at. Just look up, my kicks lace, my team strong. They sleeping on me, dream on. They know I ain't stopping until the ring's on. Hey, look, I'm headed for greatness and it's not team song. Stop me, I'm in the zone. Надпревари кои ги одбележаа изминатите неколку кола од младинските лиги при Македонската кошаркарска федерација се дуелот против Борец Баскет од Велес на генерацијата играчи родени 2000 и 2001. Кошаркарскиот клуб Крива Паланка со Велешани прикажа стабилна игра и одлична тактичка поставеност. Повратникот во тимот кој се рехабилитираше во преодниот рок, Андреј Јакимовски, го надополни испразнетото место во составот на паланчани, а во својата игра доминираа и Граматиков, Васе Младеновски, Теодор Спасовски. Интересен момент од средбата е тројката постигната во последната секунда од полувреме. Собственик на оваа тројка е Теодор Спасовски. Now who can stop me? I'm in the zone. Competition's none in a league of my own. All about the W. I'ma bring it home when it's over with. I'ma be the king of the throne. I'm in the zone. Играчите родени 1998-99 во средината на февруари одиграа меч за паметење против Карпош Соколи од Скопје. Овој состав во вториот дел од сезоната 2013-2014 играше втор меч заедно со повратникот Тасевски Илчо, кој со Тодоровски Иван беше тандемот што им ја донесе победата на Паланче. Тасевски го заврши мечот со 33 поени, 6 скока и 5 асистенции, а Тодоровски го следеше во чекор со двоен учинок од 22 поени и 15 скока. Средбата прикажа сосема нова поставеност на играта и ја навести интенцијата на клубот да вложи дополнителен ангажман за искачување на составот во повисокиот дел од табелата. И секако на крајот најмалите, но не помалку успешните кошаркари од Крива Паланка, М12 генерацијата, играчи родени 2002 година и помлади, се достојни репрезенти на клубот и град. Competition's none in a league of my own. All about the W. I'ma bring it home when it's over with. I'ma be the king of the throne. I'm in the zone.
последните средби од овој дел од сезоната во кои одбележаа неколку триумфи во низа, овие млади борци на паркетот ја зацврстија втората позиција на табелата во поредокот, која ја делат со Скопски Феникс. Но овие кошаркари ја покажаа и цврстата решеност да го продолжат понатамошниот тек на првенството во друштвото на најдобрите и на крајот од сезоната да се вмешаат во борбата за медали. Кога зборуваме за врвна топ форма и одлична физичка подготвеност, започнуваме од најдобрите. Завршуваме на наш паркет. Меджик Џонсон не штедеше зборови за Леброн. Рече, Леброн игра како со мали деца. Поранешниот играч на Лос Анџелес Лейкерс и НБА легендата Меджик Џонсон упати низа комплименти за квалитетите на Леброн Џеймс. Џонсон е воодушевен од најдобриот во редовите на Мајами Хит, за кого изјави дека само тој може да стори се што има желба. Џеймс единствено може да успее во се што има желба на теренот. Мајами е најубавиот тим за гледачите, а Леброн е омилен меѓу нив, вели Меджик, кој го пофали и тренерот на жешките Ерик Сполстра. Неговата работа и уделот во успехот е одличен. Тој е тренер на годината, додава Меджик. Леброн Џеймс против Шарлот Бобкетс оствари ефект од 61 поен, реализирајќи 22 од 33 шутеви од игра, 8 од 10 обиди за 3 поени, соборувајќи го сопствениот и рекордот на составот од Флорида. Медиумите не останаа покуси за дополнување на информацијата и податокот дека Леброн навистина е во супер форма, па ја пронајдоа и екстра причината која можеби многумина и ги заинтригира. Се вели, атрактивната фитнес инструкторка Лаис Де Леон е главен виновник за одличните партии кои ги пружа кошаркарот на Мајами Леброн Џеймс, со оглед на тоа дека таа се грижи за неговата издржливост. Сите знаат кој е Леброн Џеймс и нема сомнеш дека некој не ги знае неговите кошаркарски способности. Сепак, малкумина знаат кој се грижи за неговата физичка подготвеност. Се работи за фитнес инструкторката бразилката Лаис Де Леон. И популарниот бетмен, предводникот на Мајами Хит Леброн Џеймс, изјави дека ужива во одличната форма. Рече, се чувствува одлично по рекордот кој го оствари во триумфот против Шарлот Бобкетс, кога постигна 61 поен и за 6 поени го подобри својот претходен рекорд. Го надмина и најдоброто остварување на клупската историја на Мајами од 56 поени на меч, кој во 1995 година го постигна Глен Рајс. Во овој момент се чувствувам одлично. Бог ми овозможил да имам врвни способности за овој спорт. Тоа се обидувам да го правам секој ден. Мора да им верувам на моите соиграчи и на тренерите, за да победувам на теренот, вели Џеймс. Својот претходен рекорд Леброн го оствари додека настапуваше за Кавалирс од Кливленд. Фантастичен, одличен, чудесен. Ме потсетува на мен. Се шегуваше на негова сметка по мечот Крис Бош. Топ форма не може да помина без информацијата за одличниот камбек на нашиот Pero Antic, кој иако не можеше да заигра на All-Star мечот на дебитантите, по повредата и рехабилитацијата се врати во форма подобра од кога и да. Големиот човек се врати. Атланта игра се подобро, напишаа медиумите. Веднаш по неколкуте одиграни средби, македонскиот кошаркар Pero Antic повторно доби одлични критики од новинарите за неговите настапи во дресот на Атланта по враќањето на паркет. Pero Antic го замени Ал Хорфорд кога се повреди, наметнувајќи се како одлична замена за најзвучното име во таборот на Атланта. Тој во својата дебитантска сезона во НБА лигата постигнуваше забележителни резултати, но не за долго, бидејќи доживеа повреда. Поради тоа 5 недели беше надвор од паркетот, но големиот човек се врати и Атланта игра подобро. Дека Антич е важен играч покажа и мечот против Лос Анџелес Клиперс, кога Антик постигна 16 поени, забележувајќи уште 6 скока во тесниот пораз на неговиот тим со 109-108. По враќањето на паркетот, Антик секој нареден меч изгледа се подобро и секако има време да ја врати Атланта на победничките пати и да ја врати во игра за плейофот. Тој на трите меча кои ги одигра по повредата во просек постигнуваше по 10 поени и на тој начин му испрати порака на тренерот Мајк Баденхолзер дека е подготвен на Атланта да ја даде потребната искра неопходна за ставање крај на лошата серија. Со враќањето на Антик на паркетот, Атланта имаше сила да се врати во битката за плейофот. Тој е важен дел од тимот и прави големи чекори секогаш кога ќе стапне на паркетот на Хоукси од првата минута. Е само дел од она што го напиша новинарот Ендру Шоу за порталот Run Sports. Набрзо се случи и победа за Атланта. Атланта конечно победи, а Антик го заврши тој дуел со двоцифрен број поени.
Атланта Хоукс ја прекина серијата порази откако славеше со 112-110 против Јута. Атланта Хоукс ја прекина серијата од 6 порази во низа или 10 порази поред на гостински терен, откако во пресметката против Јута триумфираше со 2 поени во своја корист. Македонскиот кошаркар Перо Антич повторно се најде во стартната петорка. Уште еднаш одигра солидна партија. Нашиот Перо имаше двоцифрен број поени, односно за нешто повеќе од 23 минути на паркетот имаше учинок од 12 поени и по 3 скокови и асистенции. Уште еднаш подсетуваме на одличниот скор на тандемот од М16 над преборувањата на кошаркарскиот клуб Крива Паланка за февруари. 15 февруари 2014. Домаќин кошаркарски клуб Крива Паланка. Гости Карпош Соколи Скопје. Тасев Скилчо 33 поени, 6 скока, 5 асистенции. Тодоровски Иван, двоен учинок од 22 поени и дури 15 скокови. Now tell me who can stop me. I'm in the zone. За секој играч, кошаркар, спортист да има добра форма, во многу голема мера зависи од тоа како се храни. Здравјето на човекот доаѓа преку устата, тоест преку она што секојдневно го внесуваме во секојдневната исхрана. А нешто повеќе за спортската исхрана дознајте од доктор Оливер Бојчевски. Правилна спортска исхрана, која што ќе биде во рамнотежа со вашиот тренинг процес, води кон еден успех. И кон оформување на правилно тело, и кон зголемување на вашите спортски способности, заради што вие сте спортисти, заради што вие тренирате. Значи, неправилната исхрана со силен тренинг, со цел слабење, води кон една спортска повреда, која што ако настапи во ова возраст, можете да си ја завлечите цело време и никогаш да не станете добар спортист. Баш заради таквото нешто. Заради тоа, сега морате посебно да внимавате на правилната исхрана, вашиот правилен тренинг, за кој што со помош на вашите тренинзи, и секако вашиот правилен спортски живот, во поглед на спиење, во поглед на хигиена и други работи. Ќе одат на тренинг, ќе тренираат, ќе се испотат, а после тоа или нема доволно да јадат, или избегнуваат воопшто јадење. Тоа не се случува, не мора да значи дека со тоа го применуваат и многу други. Едно од најголемите проблеми е жета им избегнува да се пијат течности во ова време. Зашто вие морате посебно да водите сметка. Надокнадувањето на течности, надокнадувањето на протеините, јагнејхидратите и мастите кои што вас ви се сите необходни. Ако недоволно внесите од сите овие работи, тогаш вие точно ќе слабеете, но знаете дека ќе многу ќе слабите вашите способности за играње кошарка. Зборувам за ваша прецизност, зборувам за ваш замор, значи настанува лоша прецизност, лоша координација, многу брзо кај вас ќе настапува еден замор и една психичка нестабилност, која што ќе се рефлектира на игралиште. Значи, нервозни, нетолерантни према вашиот другар, према противникот и така натака. На што би посебно воделе сметка? Дека да ги внесувате сите оние потребни материи во организмот. Комплетно. Масти, имате слушнато, јагнејхидрати, односно шеќери, протеини, витамини и минерали. И секако вода. 6 елементи. Запамтете се, значи правилно си внесувате вода, да внесувате витамини, за кои што вие знаете и често пати што да земат витамини, што е најдобро, да си внесете минерали
И спомна месо, протеини, така, протеини, јагне, хидрати или масти. Значи, правилната исхрана значи да си внесуваш правилна здрава храна. Здрава храна, да ги содржи сите потребни состојци во таа храна. Ништо не смее да фали. Ова не го јадам, се мора што ја понатака ќе ни го кажам. Значи, се мора да се внесува што е правилно и што е добро. Понатака ќе зборуваме што е добро. А што значи исто така што е правилно? Таа храна да се внесува во организмот обавезно во правилни интервали. Тоа значи дека секој од вас мора да поруча, секој од вас мора да руча, секој од вас мора да има предпладневна и послепладневна ушина и секој од вас мора да вечера. Ниту еден оброк од сите овие што јас ви ги спомнам не смете да ги отфрлите. Ниту за слабење, ниту за да бидете подобро спортски играч. Да биде внесена, значи храна во правилни временски интервали и храна која ќе ги содржи сите овие потребни состојци за ваш развој, за малку да се окрупни, за малку да порастиш и да имаш подобри физички способности. See everything, make the first one with your eyes open. So now it is. Майкл Џордан е несомнено еден од најдобрите играчи во историјата на НБА. 6 шампионски прстени, 6 MVP награди во финалните надпревари. Се само дел од бројните достигнувања на Майкл кои за секогаш ја променија историјата на кошарка. Еве кои се неговите 5 најважни животни лекции кои би требало секој млад кошаркар да ги примени. Майкл вели: донесувајте одлуки, дејствувајте. Учете се во тоа што го правите. Не плашете се да донесете одлука затоа што истата може да ве однесе до грешка. Грешките се дел од патувањето. Многу луѓе се плашат од грешки до толкова мера што се плашат да дејствуваат. Совладајте ги стравовите со тоа што ќе донесете одлуки. Пронајдете решение. Кога ќе се судрите со некоја од животните препреки, не го трошете времето кревајќи паника. Дишете длабоко и пронајдете решение, бидејќи тоа секогаш постои. Тимска работа. Што ако Майкл го немаше Пипен? Џордан е најдобар на сите времиња, без никаков приговор. Меѓутоа, Џордан беше благословен што ги имаше добрите соиграчи, меѓу нив Скот и Пипен, еден од најдобрите 50 играчи во историјата на НБА. Секогаш тимската работа е најважна, вели Џордан. Секогаш. Тренинг, тренинг, тренинг. Вежбајте за да се усовршите. Најдобрите играчи постојано тренираат. Сами со своите тренери, дома, на тренинг, наутро, навечер, попладне. Бидете истрени и надградувајте се. Ако не грешите, не се обидувате доволно. Искористете ги грешките како мотивација. Прифатете дека неуспехот е дел од успехот. Најдете нови сили и продолжете. Сигурно ќе успеете. Нено Димитриевиќ ја продолжува традицијата на младите македонски кошаркари кои добиваат шанса да ги покажат своите квалитети на кампот во организација на легендарниот Майкл Џордан. По Андре Магдерски и Оливер Двојаковски, одличниот плеймејкер на младинската екипа на Хувентуд, ќе има честа да биде дел од Џордан Бренд, еден од најреномираните кампови во кошаркарска Европа. Честитки до Нена Димитриевиќ. Неговата пот, напорна работа и огромна посветеност кон кошарката направија да биде еден од 40-те најдобри кошаркари на својата возраст. Треба да бидеш горд на ова огромно достигнување, но дали сакаш да бидеш еден од најдобрите или имаш пред себе зацртано да бидеш најдобар? Майкл Џордан не се плашеше од овој предизвик и со својата работна етика, надпреварувачки дух и тренинг режим успеа да стане легендарна кошаркарска икона. Неговото наследство живее преку Џордан Бренд и ние те покануваме да се запознаеш со предизвикот да бидеш најдобар во Барселона. Ги носиме најдобрите 3 тренери од САД за да ти помогнат да тренираш како Майк и да ти покажат што е неопходно за да ја кренеш својата игра на уште повисоко ниво. Се вели во дел од писмото што организаторите на овој камп го испратиле до супер талентираниот македонски кошаркар.
Димитриевиќ веќе неколку години се наоѓа во Шпанија, каде со голем успех настапува за екипата на Хувентуд. Тој важи за еден од најперспективните кошаркари на тимот од Бадалона. Воедно е и предводник на македонската репрезентација во својата возрастна група, па јасно е дека оваа покана доаѓа апсолутно заслужено. Останува Димитриевиќ на кампот што ќе се одржи од 7 до 9 март во Барселона да ги покаже своите вонсериски квалитети и да биде избран меѓу најдобрите, што ќе значи и покана на специјалниот надпревар кој ќе се игра во Бруклин на 18 април. Бројните спортски надпревари и медиумите во комбинација овозможија да заклучиме дека кошарката е веројатно највозбудливиот спорт на денешницата. Ретко може да се види дека во преостанатите дисциплини има пресврти како на филм. Уште еден пример ни доаѓа од каде ако не од преку барата. Надпревар помеѓу две универзитетски екипи. Овој пат среќата и снаодливоста беа на страната на Еверт Комјунити, универзитетски тим кој триумфираше против коледжот NC State со 87-85. Играчот Марк Браун шутираше за победа. Топката беше далеко од противничкиот обрач и се чинеше дека ќе има продолженија. Меѓутоа Џонс од Бунар донесе триумф. Легендарниот НБА центар Шекил Онил учествува во производство на видеоигра, во која токму тој треба да биде главниот јунак. Косопственикот на Сакраменто Кингс соработува заедно со Big Dis продукцијата за да го реализираат овој интересен потврд. Оваа компанија работела на остварување на Street Fighter, една од најпопуларните видеоигри со боречки вештини. Главниот херој на оваа игра би требало да биде Шек Фу, односно популарниот Шек, кој ќе има задача да ги надмудри сите кои ќе му се најдат на патот. Поранешниот НБА играч е човекот кој што е интересен за спонзорите и ќе овозможи програмерите да го реализираат проектот навреме. Во секоја прилика за одмор, релаксирајте се со содржините на специјализираната емисија за кошарка на фреквенцијата на Златен канал телевизија Time Out. А во секоја прилика за спортување, не пропуштете да се дружите со баскетот, бидејќи кошарката не е само спорт. Кошарката е начин на живење.